Автомобилската индустрија има потенцијал да се развива во Северна Македонија многу повеќе. Многу странски компании кои произведуваат автомобилски делови за најпознатите светски гиганти во овој сектор, дел од своите производствени капацитети ги проширија со отварање на фабрики во земјава. Според официјалните податоци само во технолошко-индустријските развојни зони од вкупно 28 компании, 18 се од автомобилскиот сектор, дури 7 од нив се американски. Македонија е веќе на мапата на автомобилската индустрија. Значи овде имаме многу добри германски брендови, многу добри американски брендови кои што сите го наметна своето знаење, својата организација и кои што сите овде произведуваат делови со врвен квалитет како било каде на светот. Значи, првиот чекор, според мене и најтешкиот чекор е веќе абсолвиран. Прашањето е како понатаму, со која брзина, во кој правец, со која динамика. А понатаму вели Цубалевски мора да се размислува за промена на квалитетот на образованието, кој ќе создава повеќе стручен и квалификуван кадар, пред се инженери кои би одговориле на зголемените потреби на компаниите. Поради тоа ќе бидат потребни уште неколку години за да некоја од компаниите одлучи да отвори фабрика за производство на автомобили во земјава. Јас не гледам дека Македонија може да привлече некој голем ОЕМ од типот на Volkswagen. Ама тоа не значи дека за 5 или 10 години не може да се створат услови за тоа. Volkswagen му треба многу поголемо ниво на инженерско знаење од една фирма како ОДВ Електрик. Тоа е можно, доколку навистина сакаме и работиме кон тоа. Значи во моментов Македонија нити има технички, нити има човечки потенцијал. Компанија која произведува возила најчесто на една локација има помеѓу 3 до 5 илјади луѓе кои ќе работат директно само во производството на возила и крајното склопување, но покрај нив треба да има околу 2 до 3 пати повеќе луѓе кои ќе работат во компании кои директно ќе се нивни добавувачи кои мора да се колоцирани на таа локација. Најмала земја каде што има автомобилска индустрија за крајен производ е Словачка. Мизо вели дека постојано имаат отворени огласи за вработување на инженери и друг стручен кадар, а во наредните 2 години треба да вработат повеќе од 50. Од Дирекцијата за технолошко и индустријски развојни зони велат дека досега имало интерес од странски компании за отварање на фабрика за производство на автомобили, но ти се уште истата била во фаза на евалуација и испитување на теренот. Инаку околу 30.000 луѓе во земјава работат во автомобилската индустрија. Од Охридска, гласот на Америка, Мики Трајковски.